Позитивно е да сме негативни, нели сега во овој период. Кад дрети момент ќе вируска ќе неш закониш демократик. Но никој не само што не сакаше да не слушне, туку не се смеја. Сега веќе никој не се смее. Говорот на омраза е еден од главните нус продукти на пандемијата и вонредната состојба. Македонскиот Хелсиншки комитет за човекови права ќе истакне дека во текот на март 2020 регистрирани се 110 случаи, што е за 100% повеќе за истиот временски период лани. Најголем број од случаите кои беа регистрирани во март се однесуваа на ситуацијата со пандемијата со вирусот COVID-19, воведување на вонредна ситуација од страна на председателот на Република Северна Македонија и со тоа полициски час, како и реакција на јавноста поврзана со мерките кои се преземаат од страна на владата. Најголем број од пријавите, 72%, се однесуваат на две категории, и тоа етничка припадност и политичка припадност, а исто така 21 пријава или 18% се однесуваат на говор на омраза поради сексуална ориентација и родов идентитет. Како едно од клучните одредници на овој том ќе се покажат и верските празници во текот на месецот април, најпрвин католичкиот и православниот Великден, а потоа и муслиманскиот Рамадан, кои што според некои толкувања ќе доведат до зголемување на бројот на заразени од вирусот во предстојниот период. На сличен начин и во етнички категории ќе се толкува и бројот на заразени од поединечните македонски општини, како и општините во рамки на градот Скопје. Она што можам да кажам дека сепак во има како и светот, така и Македонија се соочи, иако ние како држава многу често имаме кризи. Имавме бегалската, ги имавме поплавите во Скопје, сега ја имаме и оваа криза. Во однос на она што сметам дека мерките беа навремени, беа добри, превенциите некако, но она што мене ми недостасуваше беше целата таа координација. Некако како товарот беше ставен на една група, дека другите чекаа насоки, чекаа да бидат координирани. Населението беше изгубено помеѓу сите тие мерки, сите тие превенции, од еднашка нели идеме на строги мерки, па после следниот ден идеме на некоја целосно ослободување од мерките, конзистентноста на донесувањето на одлуките, тука некаде се создаваше кај населението чувство на несигурност дека не се знае. Но кога ќе споредам со другите земји во регионот, со кои што често комуницираме и соработуваме, можам да кажам дека сепак во однос на тоа дека во регионот подобро се снајдовме, подобро чекоревме низ пандемијата која за жал се во Македонија се уште трае во однос на земјите. Можеме имаме многу лекции научени, многу грешки кои што се надевам дека нема да се повторат кога и да биде, но во секој случај сметам дека добро е изменаџирана сега за сега. Со оглед на тоа во каква политичка состојба се најде нашата земја, како и ресурсите и капацитетите кои ги поседуваме, сметам дека солидно се справува нашата земја со пандемијата. Особено мора да се истакне дека Северна Македонија беше меѓу првите земји од соседството кои воспостави протоколи и механизми за справување со COVID-19. Од економска гледна точка, владата излезе со 3 пакети на мерки, при што издвои околу 2% од скупниот брутодомашен производ со цел да им помогне на домаќинствата и бизнисите полесно да се справат со економската криза. Сепак, главен предизвик ќе биде продолжувањето на пандемијата, како и подлабока рецесија на Европската Унија, која би можела да предизвика потешко контролирање на оваа економска криза, што би значило и подлабока рецесија на нашата земја. Транспарентноста, значи стручноста на сите здравствени институции, здравствените власти, посветеноста на здравствените работници, на вистина е тоа нешто што би го истакнала како најпозитивен пример. Во однос на негативните искуства исто така би се надоврзувала на почитувањето на препораките, меѓутоа знаете како и секоја друга криза и оваа криза ги исфрли на површина празнините во нашите системи. Односно, видовме каде ни се празнините во образовниот систем, во системите за поддршка на економијата, системот на социјална заштита и токму тоа ни е насока
во идното креирање на мерки и програми и јакнењето на целокупните институции. Како позитивни страни од справувањето со кризата во нашата земја би ја извоил солидарноста и помошта на ромската диаспора, која прва се организираше заедно со ромските граѓански организации и верски лидери, поделија прехранбени хигиенски пакети за сите оние ромски семејства кои поради мерките беа ограничени да бидат економски активни, знаејќи дека голем дел од нив се дел од неформалната економија и се собирачи на секундарни суровини. Исто така, како негативна страна би ја издвоил стигматизацијата на лицата инфицирани од COVID-19 од страна на општеството, но и говорот на омраза кон ромската заедница за време на пандемијата, кој настануваше и се уште настанува при известување на одредени медиуми за наводно непочитување на мерките. Позитивно што беа што очекувавме солидарноста. Навистина ние како организација која што секогаш делува и реагира во време на кризи, солидарноста е секогаш нешто што не враќа не буди надежда во човештвото, значи таа солидарност која што ја видовме кај населението, исто така пожртвуваноста на медицинскиот тим. Значи имавме слики, имавме истории каде што лекарите и докторите работеа 24 часа, постојано работеа за да им излезат во чекор на населението, ги жртвуваа своите најблиски бидејќи беа изолирани. Тоа беше нешто што е најдоброто, но она што е другата страна, негативноста е колку луѓето, голем дел на луѓето или еден дел од луѓето не се прдржуваа до мерките, иако тоа беше за доброто на сите нас, да побрзо излеземе од пандемијата, да побрзо се вратиме во нормалата и фрустрирачки беше кога ќе видите голем број на луѓе кои што не се прдржуваат до мерките, брзината на ширењето на вирусот, верските институции кои што за жал не одеа во чекор со епидемиолозите и со медицината, значи го имавме Бајрам каде што ние апелиравме да не се иде во џами, апелиравме да не се посетуваат роднините бидејќи ги знаеме нашите обичаи, иако тоа најде на многу оштра реакција кај голем дел на наши граѓани, но јас не го менувам ставот дека да, требаше да бидеме изолирани за да Курбан Бајрам го доживееме во своја светло. Në thot, nëse mund të flas për anë pozitive, unë kryesisht do të flas për eksperiencat e mia dhe në rrethin ku sillen. Kjo ka bërë një rilidhje të popullatës me natyrën. Besoj që ka në një fas ka ndikuar edhe në forcimin e marrëdhënieve familjes, të institucionit familjes. Pastaj anët negative i dim është shkatrimi ekonomik që po sjell edhe pasojat afatgjate që do të jenë, po për mendimin tim një pasojë shumë e madhe për cilën ne nuk mund të flasim tash, po që mbas eksperiencave tona pak a shumë i ndjejmë sinjalit, është ky izolim mendor që është sjell këtu edhe pasoja që do të lej ky izolim mendor në të ardhmen. Видете, како позитивни страни можеме да ги кажеме економските мерки кои што владата ги донесе за поголемиот дел на граѓани, искрено добивањето на ваучери, домашни платежни картички, беше една од позитивните мерки, исто така и придонесот од повеќето донатори кои што излегува во пресред за пред економските мерки од страна на владата, како нудењето на пакети со прехранбени и хигиенски производи. Можам слободно да кажам дека Фондација Отворено општество Македонија беше прва кој што издвои во сите општини да се дистрибуираат вакви пакети, посебно за лицата кои што се наоѓаат во кризна состојба. Исто така, добар факт е да се напомене дека се покажа и солидарниот дух или пристап на лицата кои што живеат во диаспората, односно лицата кои што живеат во диаспората покажаат солидарен гест кон граѓаните кои што имаат потреба од типот на набавка на прехранбени производи, хигиенски и дополнителни потреби кои што беа неопходни во време на кризата. Негативните страни можеби е пристапот до здравствени услуги, иако имаме јавно здравје и во вакви ситуации најбитно е јавното здравје, пристапот до јавно здравје на секој граѓанин, сепак дефицитот на медицински кадар и персонал се нормално се појави како една од негативните страни.
Повеќе автори ќе наведат дека ромската заедница во Јужна и Источна Европа, вклучувајќи и Северна Македонија, е најранливата и најпогодена група од пандемијата во државата. Исклученоста на ромите и слабиот пристап до здравствено осигурување, препознаени од УНИЦЕФ во 2016-та, е една од главните причини за овој негативен тренд. На 8 април 2020-та, Меѓународниот ден на ромите, медиумите ќе забележат дека ромите и понатаму се соочуваат со континуирани тешкоти во остварувањето на правата во речиси сите области на општественото дејствување. Дискриминацијата врз основа на етничка припадност, боја на кожа и маргинализирана група е длабоко вкоренета во општеството и државата не успева да преземе активни мерки за нејзино спречување. Вонредната состојба во која се наоѓаме поради пандемијата на COVID-19 дополнително ја загрозува ромската етничка заедница, чии припадници често се соочени со екстремна сиромаштија, субстандардни услови за живот и недостиг на адекватна здравствена заштита, се додава во соопштението. Еден од најмаркантните примери за овој нееднаков третман го обзнани истражувачката репортерска лабораторија преку историјата за групниот карантин на лицата што влегле на територијата на Северна Македонија на 17 и 18 март. Имено, од повеќе од 300 државјани кои влегле преку граничниот премин Деве Баир, само 10 роми биле принудени на групен карантин во Демиркапија. По историјата на ИРЛ и особено по поплаките на групата повратници во државата, јавноста беше згрозена од нехуманите услови во кои што требаше да бидат приспособени за карантински престој. На 18 март, Хелсиншкиот комитет за човекови права ќе соопшти дека оваа ситуација е загрижувачка и ќе укаже дека дискриминацијата е забранета со устав. Тие ќе ги потврдат лошите и нехумани услови за престој во касарната. Но имајќи ја во предвид социоекономската положба на ромската заедница, која е една од најзагрозените групи поради што голем број од ромската заедница се уште живеат во пренаселени соседства, со ограничен пристап до инфраструктура, водоводна и канализациона мрежа, со што се ограничува почитувањето на препораките од државата за физичко дистанцирање и одржување на хигиена. Ваквата ситуација воопшто не се разликува ниту во останатите земји на ЕУ и Западен Балкан. Ако го гледаме здравствениот аспект, најзагрозени беа и се оние кои што се хронично болни, лицата со попреченост, тоа се особено ранливи групи во поглед на здравјето. И токму затоа владата веднаш на препорака Комисијата за заразни болести ги усвои тие мерки за ослободување од работа и работни активности и на хронично болните и на лицата со попреченост. Меѓутоа, ако го гледаме оној друг економско-социјален аспект, се разбира дека најранливи и најпогодени во секоја криза и во оваа се токму најсиромашните. Значи, тука спаѓаат сите оние кои што се вклучени во неформалната економија, значи кај нас се уште е висок процентот на лицата што се вклучени во неформалната економија, понатаму лицата што живеат во субстандардни услови, значи сите оние кои што на некој начин зависеа од целиот друг систем на поддршка, кој што во одреден момент се соочи со затварање. Така да, затоа и приоритет на нашите мерки како Министерство за труд и социјална политика беа да го прилагодиме брзо системот на социјална заштита, да излезе во пресрет на најранливите и на оние кои што останале без приходи, бидејќи биле вклучени во неформалната економија, и директно да помогнеме на населението што живее во субстандардни услови, за да може да ги исполни сите оние препораки кои што се бараат, како одржување на хигиена, носење на заштитни маски и сето останато. Тука се бегалците и мигрантите со кои што ние секојдневно работиме. Апелите седете дома, седете безбедни, не можеше да важи за бегалци и мигранти кои што ставно немаат свој дом, домот им е уништен, или кои што транзитираат низ Македонија преку ирегуларни рути. Да не збориме за алчноста на криумчарите кои што ги доведуваат мигрантите и бегалците во многу тешка состојба. Имавме случај каде што беа уапсени 100 мигранти, каде што криумчарот беше позитивен на ковид. И едноставно нивната загрозеност, затоа што се далеку од системот на заштита на Македонија, ги прави уште поранливи, затоа што се соочуваат и немаат начини да се заштитат. Исто така во камповите, каде што тие транситираат во месецот јуни, имавме околу 3000 ирегуларни движења и обиди да се влезе на македонска територија преку ирегуларни премини. И институциите и оние кои што беа на власт има предизвик како да се справат со акутните
прашања кои што претходно нели имаше поинаков систем, се расправаше за голем број прашања во парламентот можеше се улоги така натаму, сега беше главата ставена во позиција и на законодавец и на извршител во еден тежок, клучен период. И секако дека научените лекции од тоа кои од овие мерки и начини на кои што беа носени и опфатот како тоа изгледаше, кои се нивните ефекти, допрва ќе ги анализираме и ќе видиме каде тука може би сгрешивме, што требаше да се направи подобро. Но тоа од административен или управувачки карактер кога станува збор на власта, кога станува збор за граѓаните и за општеството, тоа што најмногу ги афектираше не беше вонредната состојба како таква, туку беше се разбира карантинот кој што беше инициран скоро цели 2 месеци со нели одредени попуштања во текот на денот и заробени викенди. Мислам дека тоа имаше не беа латентни, беа очигледни. Од латентните, повторно ќе кажам, последици кои што допрва ќе ги видиме резултатите, она што мислам дека тука најмногу истрпе беше менталното здравје на граѓаните и нивното справување со стресот околу непознатиот непријател ковидот и нивниот стрес или фрустрација, ако сакате, како да се справат ако тоа им се случи и дополнително на тоа стресот дека треба да работат и да функционираат од дома. Земите во Европската унија многу полесно се справија, бидејќи ти имаат силна доверба во системот. Ке нас народот нема доверба во системот. Ако ви излезе министер и ви кажа седи дома, ке нас тоа веднаш буди некое чувство на спротивставеност. Не можам да седам дома, зошто да седам дома? Што е сушна, значи довербата во системот, која што институциите морат сериозно да проработат, бидејќи ние не знаеме што ни носи 2021. Се надевам дека ова веќе никогаш нема да се повтори. Ама дефинитивно лекциите кои што институциите ги научија се сериозни. Ги голем број на луѓе не го почитуваа полицискиот час, голем дел од луѓето не ги почитуваа мерките. И се тоа кажува дека да, можеме ние да ги обвинуваме и луѓето, и верските заедници, и другите, но институциите се тие кои што треба да воспостават силни рамки. И тоа е еден од големите предизвици и проблеми кои што пандемијата не ги покажа. Ова отвара низа филозофски прашања. И со тоа се врти, сучи се враќаме на што е систем. Системот се вика капитализам. Глобализмот е мултипликација на капитализмот од ниво на национално ниво, од времето на Хобс кажано, до интернационално глобално ниво. Сите против сите војуваат. Зошто? Па нема веќе моноцентричен свет. Има нови сили, нови политички, геополитички играчи, нови јаки економии. Некои биле некогаш империи, старо-нови империи, например, земете ја Турција. Се уште со предрасуди од име. Русија, Кина. Тоа е нужните истории на диалектиката, на развојот на промените. Првиот проблем се однесува на здравствените ризици, кои што се јавуваат во поголем број кај ромската заедница, која живее во Северна Македонија, која има лоша социоекономска положба и живее во соседства со ограничен пристап до инфраструктура, водоводна и канализациона мрежа, која пак го ограничува почитувањето на препораките од државата за физичко дистанцирање и одржување на хигиена. Као втор проблем би го издвоил невработеноста и продлабочувањето на сиромаштијата, која кај ромската заедница, која што пред пандемијата заработуваше и преживуваше преку несигурно вработување, односно собирање на секундарни материјали за рециклирање, како и продавање на пазар и друга неформална работа, која поради појавата на COVID-19 е со намален интензитет или пак воопшто не можат да ја практикуваат. Првично потребно е државата да обезбеди основни услови за живот. Итно треба да се истражат сите можности за да се обезбедат хигиенски услови за живење преку пристап до вода и инфраструктура и ромските населби да бидат целосно вклучени во мерките за дезинфекција и да бидат формализирани. Исто така, државата треба да продолжи да интервенира со сеопфатни економски мерки и финансиска помош за справување со пандемијата. На ранливите групи, истите да бидат достапни на ромските предприемачи и компании, вклучително и ромите кои се дел од неформалната економија. Во стратешките планови на државата треба да се земе во предвид специфичноста на состојбата на ромската заедница и да обезбедат
сеопфатни мерки на локално и национално ниво. Do thot, ne jemi përpjek në kuadër të disa aktiviteteve që i kemi, që të përcjellim mesazhin që jeta duhet vazhdoj edhe në këto rrethana, që ne nuk mund do thot të bllokohemi përgjithmonë, do thot ne duhet të mbrohemi, duhet të kujdesemi, po jeta duhet vazhdoj. Njerëzimi edhe tetova vet ka kalu krizë edhe më të rënda, i ka kalu me sukses. Besoj që edhe jemi mundur që ta përcjellim një mesazh që mos sjell kjo një blokadë psiqike të njerëzit, do të jepet mesazhi që mund të kalohet. Па мислам дека е од клучна важност владените мерки кои што сега се смислуваат или кои што ќе ги носат дополнително е да ги земат предвид реалните ефекти врз ранливите групи и да се обидат колку можат повеќе да им помогнат пред се да имаат пристап до здравствени услуги, затоа што во ситуација кога имате инфлација на заразени, маргинализираните групи веројатно за жал ќе останат ако немаме соодветно делување, ќе останат последни на опашката да си обезбедат здравствена услуга. Потоа да овие групи економски ги помогнат со креативни решенија кои што нема да ги ставаат граѓаните во ситуација да одат и да ги дешифрираат административните лавиринти низ институциите за да може да си ги обезбедат правата. Значи да дефинираат мерки и процеси, процедури за користење на тие мерки, за искористување на можностите што ги даваат тие мерки, кои што нема да им го комплицираат животот на граѓаните дополнително. Она што е важно е, мислам дека треба да се направи една објективна анализа и можеби за таа повеќе да се зборува во јавноста, до каде сме со дупката во буџетот и што е она што поради таа дупка ќе изгуби од приоритет да биде финансирано, а што е она што ќе добие на приоритет и на значење да биде финансирано. Не смееме да дозволиме раслојувањето во општеството да се продлабочува и не смееме да дозволиме да од оваа криза излеземе со здравствен систем или со образование кое што ќе биде послабо од претходно. Мора да најдеме начини како овие сектори од кои што сите граѓани имаат, нели, се корисници на тие услуги и влијаат на сите нас, ќе ги направиме, ако не многу, барем за нијанса, подобри, поквалитетни за периодот што следува. Останува отворено прашањето дали овој дискурс на омраза по етнички и верски линии, амплифициран со пандемијата, ќе се радикализира во македонскиот контекст. Радикализацијата пак би значела и сериозен удар за јавната безбедност на долг рок.